Корекцијата на цените на нафтените деривати влијае на економичното работење на такси компаниите. И покрај тоа, нивото на цените за такси услугите веќе подолг период се непроменети. Од текот на прошлата година цените драстично и се зголемува и се намалуваат. Така да у такси компанијата, зборим конкретно за мојата компанија за Соки Комерс, а веројатно и за другите компании, искрено да ви кажам, цените останува на едно ниво. Цените не можеме да ги ни померимо погоре, ни па да ги померимо подоле, со тоа што нелојалната конкуренција доволно не гази у тој поглед, така да, иако влијаат, тие доста влијаат на нас, затоа што кој ќе се зголеми цената на горивото, драстично, секој 2 недели тоа и да промене, овие месец нешто падна цената на горивото, меѓутоа драстично се зголемува. И кој се зголемува, цените ни останува исти. Поради зголемувањето на цените на нафтените деривати, граѓаните често се одлучуваат да ги остават своите возила и почесто да ги користат такси услугите. У поборувачките има промена, со тоа што најверојатно своите возила ги оставаа дома и повеќе го користат таксито, меѓутоа тоа е еден дел малав, не е еден дел, не е малав процент, можем да речем негде до 25 до 30%. Цените на нафтените деривати повторно се зголемија. Од денеска Евросуперот од 98 октани и евродизелот се поскапи за половина денар, а Евросуперот од 95 октани и екстра лесното масло за домаќинство за 1 денар. Со тоа, новата цена на Евросупер од 95 е 79 денари за литар, Евросупер 98 80,5 денари за литар, а евродизелот е со цена од 67,5 денари за литар. Според Регулаторната комисија за енергетика, поскапувањето произлегува од повисоките цени на нафтените деривати на светскиот пазар во изминатите 2 недели.